Филмската камера го сака, а тој му припаѓа на театарот. Глумеше во Шангај, Генерал, Убица мога отца, човекот кој не беше таму. Со актерскиот талент го освои и Холивуд. You have big balls. Добре за Висар Вишка. Добро ве најдов. Што значи Холивуд е Холивуд? Зошто Висар Вишка повеќе е надвор, отколку дома замрзнат сте во МН-та? Замрзнат и во МН-та, и во филмската индустрија, и секаде на црна листа. Последниве години, да кажам, скрос. Значи, имаше единствено еден режисер се осуди да ме зема за еден филм. И имаше огромни пречки, огромни до заменици, што се вика, заменик премиер до министри му се јавувале, никако Висар Вишка да го земеш. Но тој вика без Висар Вишка не го правам филмот. И тоа го кошташе илјадници евра во спонзорства му ги откажа, му ги правеа, значи една таква што се вика deep state или но тој се одржа со мене и го чекаме филмот, иако е 2-3 години веќе е завршен, само уште малку, затоа што тоа го кошташе многу. Се надевам ке излезе, кај да е, но последниве години скрос, иако преку суд ја барам правдата, судовите се многу бавни, но иако се бавни, после 3-4 години ја и во двата спора, и против МН-та, и против второстепената комисија, владина комисија за филмскиот фонд или филмската агенција, која што бесправно ме дисквалификуваше, ги добив. Владата или владините институции се тие кои што не ги почитуваат одлугите на судот, например, и сега тужам, правам, годините врват. Вишка, како успеа да влезеш во Холивуд? Точно ли е информацијата дека преку Facebook моабет стигна до Холивуд? Па видете, мене вратите ми се затворија уште пред 25 години, уште пред од 2001, поточно и понатаму, значи како дојде дуј на власт, одеднаш почнав, нели, како што сум нормално све зборувам што мислам и како зоон политикон, како што секој човек, поготово јавна личност, треба да ги искажува своите мисли. Уште тогаш дуи тоа го сватија како, значи, чим си против нас, почна сопките, ми се затворија, сите врати ми ги затворија. И од таа страна, и од друга страна. Така да, кога ќе ти ги затворат сите врати, си отворив прозор кон светот. Затоа што долги години, одеднаш, од кариерата јас ја почнав уште како студент. И играв по 3-4 представи, по филмови, по серии. И одеднаш све прекина. И тоа психолошки многу ме поремети, знаеш, кога работиш и одеднаш немаш ништо што да работиш. И реков, сега е време да најдам работа надвор. Затоа што светот е сепак голем, не е само Македонија. Македонија е 2 милиона вкупно, дали се или не се, а светот е 7 милиарди. И мислам дека имам квалификации и квалитети да се тркам и во светски рамки. Така да, случајно со една пријателка од Сараево, која што ми имаше гледано на една представа во Сараево, кога гостувавме со татко, мислам дека на Стримберг, на Унковски представата, и кажав, не за вака, ништо не работам. Како бе, ти не работиш ништо, па ти си врвен глумен, знаеш, по тоа што го видов. И таа ме спои со една, тогаш беше новинарка, која што сакаше да стане агент. И реков, окей, ја веќе спремив како и вебсайт, и шоурилс, и CV, све тоа што се бара во Холивуд. И со нејзе разговаравме, викам, влеговме, нели, во разговор преку Skype-ово, викам, ова е моментот, ти како агент треба да идеш да бараш кај има кастинзи, што има кастинзи, и да ме понудиш мене. Утре
Се ќе биде во ред. Утре се ќе биде во ред. Утре се ќе биде во ред. Како ја оценувате денеска македонската кинематографија? И па и театарската. Кинематографијата нема што ја оценам, ја оценуваат публиката, оценуваат не верувам многу на што се вика на награди наваму натаму, затоа што има милион фестивали по светот. Но публиката е таа што ја оценува. И има изблесоци одлични, значи одлични, но тоа се све инциденти кои што луѓето кои што го работат дале све од себе, што се вика, некогаш со никаква поддршка од агенција за филм, затоа што таму тоа е невиден лопов лук, ностоп го кажуваат сите од антикорупцијска до секакви, што се вика, дека таму само се краде и ништо не се прави, но благодарејќи на ентузијасти кои што се одлични ентузијасти, има изблесоци, но тоа се инциденти. Не е како стратегија, например, како едно Косово кое што од војна излезе, има секоја година по 2-3 филма кои што стигаат по најголемите фестивали, да не кажам и на Оскар стигна, нормално нашите стигна, но многу поголем успех имаат. Дали се водиме според девизата молчењето е злато? Да, се разбира, овде цела држава така работи. Молчењето е злато, цела држава така функционира, но испаѓа дека не е злато, затоа што од 97% на продуценти или филмски работници што ги знам не се воопшто задоволни, но си кјутат. Ретки се тие кои што зборат, ретки се тие кои како ја што ги тужам и се борам со нив. Да, тоа ме остава без проекти овде веќе неколку години, ништо не ми дават никако, ме дисквалификуваат бесправно со до таму што кај да е, мислам, ако проработат побрзо судниците ќе се судат и за кривична одговорност, значи злосторничко здружување неколку лица и луѓето мислат дека молчењето е злато, но не е баш така. Вие во една прилика велите да се биде добар човек е најтешка работа. Дали денес, за да се биде, кога некој ќе биде оквалификуван или окарактеризиран како добар човек, всушност не е салам? Да. Баш сега читав еден монолог и го поставив од Шекспир, сонет 66, уште пред напишан или за време на Шекспир, кој што е одлично и за денеска. Знаеш, ова искреноста или вакво вика искреноста слободен превод би било како глупост ја рачунаат. Значи, ако си искрен, ако си добар, глупе овој, мислам, или што викаш ти не салам или наивен. Влеговте и во политичките. Бевте и специјален советник на министерот за култура. Па не е тоа политички, јас сум политички активен цел живот. Значи нема човек што не е политички активен. Значи политички активен си ти кога гласаш, политички активен е кога искажуваш мислење. Значи нема секој човек, секој интелектуалец се зовам политикон. Не ги разбирам луѓето кога викат не се бавам со политиката. Политиката се бави со мене за жал. Значи ние зависиме како уметници од политиката. Ние не сме голема држава, например, каде што можеш од приватни пари да правиш серии, да правиш филмови, да правиш театарски представи. Ние сме мала држава која што све мецената, главен мецена на уметноста и нема друг мецена, е државата. Со тоа се политичките партии, со тоа се политичари. Така да на политичка партија никогаш не сум припаѓал, затоа што на ниедна прво не сум верувал доволно за да се вклучам, знаеш, на луѓево, за да бидам дел од таа тајфа или банда, не се појавила таква, што се вика, сум се дал во располагање на луѓе кои што, како например тогаш министер за култура која влезе Асаф Адеми, кој што се знаеме од гостивари, ми рече, те молам, ми треба твојата помош и поддршка, вика, за да направиме нешто.
Бевте и одреден период веде директор на Гостиварскиот театар. Не, бев директор. Директор, Да. Дали тоа не е врз основа на поддршка политичка, да речем? Две работи, кога ме викна Асав да станам, нели, да го поддржам, ме викна во неговата канцеларија, која што он има огромна фирма во Соравија на 2 спрата е како Google. Тој работи IT, работи нешто што се вика програми и такви работи за Норвешка, за Шведска. И кога влегов кај него, кога видов канцелариите, како на Google, онака многу убаво. Со 150 вработени. Викам, ти од овде сакаш да одиш во Министерство за култура. Што ти треба тоа? Вика, ме молат, морам. Али јас без тебе не влегувам. Дали шеф на кабинет, да ми станеш, викам, ја шеф на кабинет не можам, затоа што јас сум актер пред се. И сакам да имам таа слобода кога ќе имам проекти да можам да си отидам без ваква. Викам, шеф на кабинет, озбилна работа од сабајле до навечер, па не можеш таква слобода. Ја викам, можам да ти бидам советник некаков, да бидам покрај тебе за сите работи, нели, пошто ги познавам работите колку толку и луѓе во културата. Викам, можам да ти помогнам како советник, но имам ја две работи, викам, кои што ќе побарам од тебе да ги направиме, за да знам дека зашо влегуваме. Што? Викам, законот за култура, да го донесеме што побрзо и да го отвориме театарот во Гостивар, кој што 30 години веќе се бориме и немаме театар. Вика, тоа е мојата идеја, вика, влегуваме и ние за 6 месеци го направивме театарот. Колку денеска Висар Вишка е приватно и професионално исполнет? Што ве плаши? Приватно сум многу исполнет со моите одлични деца. Уживам во секој момент и воопшто не ми е криво, например, да, некојаш ми е криво што креативно не се изразувам, не работам, што се вика креативна работа. Тоа е убиствено за еден уметник, креативец. Но се тешам и уживам со тоа што сум дел секој ден со моите деца, кои што тогаш си најважен кога се многу мали, после кога ќе пораснат не им требаше, што се вика. И наоѓам начини, ја пак работам, пак конкурирам и надвор, и внатре, и значи со креативна работа, пак се бавам, што се вика, но не сум дел од институционалните проекти во Македонија. Повеќе чекам за надвор. Ме плаши тоа дека се повеќе и повеќе се убедувам дека нема да биде оваа држава. Ме плаши дека сега е моментот, овие година, 2, 3, ако не се сменат, значи тотално работиве, дека нема да живееме веќе во иста држава. Ако поминеме, ако се помрнат работиве, мене ми дава, што се вика, се надевам на новите генерации, на тие што се Gen Z или таквите генерации, кои што не се толку отруени од овие глупави или некои мислења кои што се останати или стравови од времето на УДБА, или ние уште не сме расчистиле со УДБА, која што владее со Македонија. Ако не расчистиме ние со инсталациите на УДБА, што ја водат државата, и кои што ги кочат сите процеси, и кои што ги кочат сите слободоумни луѓе, мислам дека нема да ја биде државата, тоа ме плаши. Ако тоа не го направиме што побрзо. И на албанците, и на македонците им е јасно дека оваа земја ќе функционира единствено кога ќе биде искоренет криминалот и корупцијата. Оние што извикуваат пароли за да се спасат некого од затвор, навистина не знам како ќе останат да живеат во оваа земја кога правдата ќе биде задоволена. Тоа е, знаеш, каков народ, таква држава. Све е тоа поради народот. Народот е многу исплашен, многу кроток. И
не знам како да кажем, ако ние како народ не почнеме да ги условно кажано плукаме криминалците, а не да ги величиме. Значи, кога ќе помине некој, знаеш ти дека тој градоначалник или политичар, дека има украдено, дека поради тоа што има украдено, некои изгореле живи души или она. И ти идеш и, знаеш, народот го велича него. Ако не почнеме ние да создадеме свест, да ги плукаме тие луѓе, да им свртиме грб, да не ги послужиме, да не ги на улица, да не се осеќаат лагодно кај да одат по улица, да се чувствуваат лошо, ние ништо нема да се смени. Ако не почнеме, не знам сега, не викам не сакам поречно да ме разберете, па сега кривично да ми удрат на граѓанска непослушност. Ако, не знам, почнувајќи од најмалите работи, ако некој се паркирал пред, ми се случи еден ден, не можеше да се качи во зградата, затоа што има огромен X, дека тука не сме да се паркира, затоа што е за колички, за инвалид, не можеш инвалидот едвај, го искачивме преку скали, а он се паркирал таму. И јас му ги извадив, некои само им ги дигаат, нели, брисачите, ја му ги извадив брисачите и му ги фрлив. Значи, треба да му се скрши. Да, ако те фатат, ќе го јадеш, што се вика. Но премногу кроток народ сме. Значи, гледаме ние во најголемите демократии, гледаме во Франција, во Норвешка. Норвешка не станала ваква затоа што се тие мирни. Него некогаш нешто се побуниле како што треба и веќе никому не му оди на памет. Франција ностоп гори. Мислам, Англија, Германија, се затвараат, тоа се случува, како да кажам, секој месец се случуваат такви работи. Мојот професор, Бог да го прости, Љубиша Георгиевски, нема интервју без да го спомнам, затоа што многу имам научено од него. Тој вика, демократија е секојдневен државен пуч. Демократијата е секојдневен државен пуч. Значи, за да опстои една демократија, мора да има секојдневна борба. И не мислам на борба ке се собереме со транспаренти и толку. Мене ме викаат, дајте да протестираме за... Шо да протестираме за воздухот? Ке излеземе пред владата и овона? Не. Кој е најголем загадувач? Дали е ОКИС, дали е овона? Ке отидеме, ке го затвориме. Ке го затвориме, да не работи. Значи, ке се врземе ако треба. Мислам, тоа како што го направија во Тетово и го добија, ја затворија фабриката. Значи, треба порадикално. Ние нема никогаш да направиме држава ако не се охрабруваме и ако не станеме похрабри. Благодарам што издвои време за гостувањето. Благодарам на поканата. Висар Вичка, актер.